Во регионалните вести ќе гледате. И две тетовски училишта денес добија дојави за поставени бомби. По извршените проверки е утврдено дека станува збор за лажни пријави. По 30 години власта одлучи да даде пари за асфалтирање на патот до Луковица. Детскиот хор Лале од Тетово синоќа со свечен концерт го одбележа 45 годишниот јубилеј. И две тетовски училишта денес добија дојави за поставени бомби. Електронски пораки со ваква закана добија повеќе од 10 училишта во земјава. По извршените проверки утврдено дека станува збор за лажни пријави. Мејл со содржина дека е поставена бомба и дека ќе пукне многу брзо пристигна и на електронските адреси на две основни училишта во Тетово. Учениците и наставниците од прва смена во Лирија и во Кирил и Методи биле евакуирани, при што биле извршени антитерористички проверки. За да не се создава паника, на децата им било кажано дека ќе има дезинфекција. Па имавме дојава за бомба у 9:32 минути. И одман реагиравме, ги извадивме децата надвор од школото, паника немаше накај учениците, сите полека, сите колегите, ќе се дезинфекцира школото. Ова е прв пат во тетовски училишта да има дојави за експлозивни направи. Од локалната самоуправа велат дека биле подготвени да реагираат, поучени од досегашните искуства во другите градови. Ние како општина, како сектор за јавни дејности, порано сме имале контакти со Министерството за внатрешни работи за такви најави што се случија во други градови. Исто така, тоа сме го пренеселе и кај основните и средните училишта. Ако има таква најава, одма да пријават во секторот за јавни дејности или општина, за да можеме ние да стапиме контакт со Министерството за внатрешни работи. Значи, апелирам да не се направи паника. Ние сме во постојано комуникација со Министерството за внатрешни работи и со сите други основни и средни училишта и мислим дека овие лажни најави за бомби веќе да престанат, пошто стварно се креира паника кај децава, кај родителиве и кај наставнициве, што не е потребно тоа да се дешава во нашите училишта. На ист начин, преку електронска пошта денес дојави за бомба добија и 7 училишта во Скопје, 3 во Прилеп и 2 во Битола. Мерките и препораките кои беа донесени поради загадување на воздухот во Гостивар се укинуваат, а поради проблеми на мерната станица деновиве немаше податоци за Тетова. Имаме проблем со миграција од стариот сервер на нов сервер. Но тоа не значи дека ние немаме податоци, ние имаме податоци, сега ние мануално тоа собираме и ве информираме на целост јавност кога има загадувањето во државата или во кој град. За жал, многу стара е тој сервер, стариот сервер и има потреба за време за миграција податоци, но ние имаме пристап, имаме тие податоци од сите 21 мерни станици во државата кои функционира и објавиме секогаш на јавност да бидат информирани. 35% до 45% во неколки локации во Скопје, најголемо загадување доаѓаат од биомаса. Втората е од возили, третата е од градежна и од таа извештај што тие сте направиле, кажува дека индустријата е најмалата. Но тоа не значи дека ние немаме да продолжиме да направиме инспекции со инспекторатот. Но исто време сакам да кажем, кога ние збориме за разградувањето од биомаса, тука не се само домови, но и државни објекти кои грејат со мазот или нафтата. Заради тоа ние сме направиле во стратегија во владата, направиме изменење на грејање на школи, градинки, полициски станици, во болници и така натаму, но исто време сега се слушнавме пред сати нешто во пресот дека ќе има и програма за субвенција од Министерството за економија, за соларни панели и за грејање и други вакви мерки.
Просечната цена за снабдување на малите потрошувачи и домаќинствата би се зголемила од 3,5 до 4%, а зголемувањето на ДДВ-то од 5 на 10% ќе има влијание од 4,72% на крајниот трошок, рече председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски на денешната пресконференција. Доколку се прифатат барањата како што се наведени, просечната цена за снабдување на малите потрошувачи и домаќинствата би се зголемила за 3,5 до 4%. Значи, Регулаторната комисија за енергетика ги определува цените без ДДВ и зголемувањето од ДДВ, за да бидеме прецизни до крај, на цената е 4,72%, не е 5%. ДДВ-то се зголемува од 5 на 10%, но влијание на крајен трошок е 4,72%. Трошокот за дистрибуција на електрична енергија ќе биде намален. На тој начин ќе се помогне не само на малите потрошувачи и домаќинствата, туку и на сите компании кои што се на слободниот пазар на електрична енергија. Регулаторната комисија за енергетика со последната одлука има цена за активна електрична енергија. Во делот на скапата тарифа имаме 4 блока и во делот на ефтината тарифа нема блоковска структура. На тоа се додава и трошокот за мрежарина и се добива крајна цена за домаќинствата. Ние како репер кој што ќе го објавиме во јавноста ќе биде по сите елементи, по елементи за активна електрична енергија во скапа тарифа за секој блок соодветно, за ефтина посебно, мрежарина каква промена ќе има и конечно најбитното е крајната цена каква ќе биде на домаќинствата. За сите параметри ќе ви информираме колку се менуваат. Нашите анализи покажаа дека во овој момент не може да се воведат блокови за малите потрошувачи. Она што го правиме во овие наши анализи е колку што е можно повеќе да им се помогне на малите потрошувачи. Кај малите потрошувачи има огромна шареноликост на потрошувачката и правиме дополнителни анализи и тоа најверојатно ќе стартува од 1 јули, како да ги издвоиме овие типови на потрошувачи, бидејќи нема логика некој кој што троши многу, а мора да троши многу, бидејќи има голема потрошувачка, да го казниме и поради тоа примената на овие блокови кај малите потрошувачи ќе биде одложена. По 30 години власта одлучи да даде пари за асфалтирање на патот до село Луковица. Парите се обезбедени со распределба на средства од буџетот. Жителите на Тетовска Луковица во надеж дека само уште оваа зима ќе се движат по земјениот пат до селото. Откако за општина Желино оваа делница од 5,5 километри не беше приоритет да ги искористат добиените средства од Светска банка, жителите ја продолжија борбата преку пратениците од Тетово, пошто со пренамена на средства од Министерството за транспорт и врски ќе бидат распределени 15 милиони денари. Со тој пат, со правењето на патот село Луковица, крстет село Луковица, ќе се заврши она долготрајно барање на иселениците и селото од 20-30 години, дека желбата ќе им се исполни со правење на патот од 5,5 километра. Средствата се обезбедени, се чека да сме здрави и живи на пролет да се почне со тие средства што ги пушта владата и еден апел да им благодарам на владата, благодарам на претеничката Фаница Николовска, исто така нема да ги заборавиме и другите пратеници што се Тетово во опозиција, начело со Александар Јановски, со и тие се трудија доста за ова село, али уште еднаш ќе напоменам, оваа влада, пошто ја бев 2 пута со премиерот лично на разговор, она што го обеќаше го оствари, исто така и со министерот за транспорт и врски, бев ја лично, разговаравме и благодарение на претениците од Тетово, Фаница Николовска, кој бев нон-стоп у контакт и успеавме да го завршиме целата работа со помош на владата. 15 милиона денара се пуштени од влада. Са те 15 милиона денара претворени во евра, се тоа математички не 240-250 илјади евра. Моментално за 3 километра да. Меѓутоа, ја мислим дека, кај што направиме муавет, дека ќе се најде и други средства да се допре патот до село Луковица.
Луковица е сместена на падините на Сувагора над езерото Козјак во преубава природа погодна за рурален туризам. Дополнително и економскиот развој на селото зависи од асфалтирањето на патот. Има 3 помали фарми, а на повидок е и четвртата, но на сите земјениот пат им прави потешкоти. Патот е пон со нерамнини и дупки, а во зима често е и непрооден. Заради патот се иселува, имаше и фарме, имаше не знам што. Сега ми се чини дека ќе има просперитет. Има повеќе заангажирани, заинтересирани што може да дојда, да инвестира у селото. А таму има јавни објекти, значи 3 јавни објекти, можам да спомнам црквете Света Петка, Свети Илија и Свети Ѓорѓија, а многу народ ида. Претежно јас вчера дојдов од Луковица, пошто забранет е ловот на шарпланина, тамо има од цела општина Тетово и општина Желино многу луѓе ловџи. Селото е постојано живеалиште за 45 жители, додека за викендите и во лето иселените се враќаат во своето родно место. Се зголемува и бројот на нови куќи што се градат. Во сообраќајна несреќа тешко повреден малолетен мотоциклист. Едно лице измамено од фирма за производство на мебел. Во акциска контрола во угостителски објект полицијата затекнала 7 малолетници, од кои едниот бил послужен со алкохол. Во билтенот евидентирани неколку физички напади, како и случај на пронајдена марихуана. Следуваат деталите. Вчера во 12 часот и 45 минути во СВР Тетово било пријавено дека на улица Саво Тасевски во Тетово се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко моторно возило Мерцедес со тетовски регистарски ознаки, управуван од 31 годишник од Тетово, и мотоцикл со тетовски регистарски ознаки, управуван од малолетникот Цело Джепчиште Тетовско. Во несреќата малолетникот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во клиничката болница во Тетово. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Тетово. Вчера во 11 часот и 20 минути во полициското оделение Групчин, 51 годишен жител на Тетовско село, пријавил дека бил измамен од собственик на правно лице за производство на мебел од гостиварско село. Според пријавеното на 10 септември годинава, тој се договорил со лицето да му направи спална соба, пошто потпишале договор и веднаш му дал капар од 400 евра, а после тоа во 2 наврати му дал уште 700 евра, како што е пријавено до моментот на пријавување. Лицето не ја доставило нарачката и не му се јавувало на телефонските повици. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 20 часот во Тетовско Боговиња, полициски службеници на СВР Тетово, полициско оделение Камењане, лишиле од слобода 24 годишникот Гостивар, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следи соодветен поднесок. Вчера пак во 23 часот и 30 минути во СВР Тетово, лицето 46 годишна тетовчанка пријавила дека таа и нејзиниот син биле физички нападнати од нејзиниот 55 годишен сопруг од Тетово, кој при тоа употребил и остар предмет. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Ноќеска во периодот од 23:30 до 4 часот полициски службеници од СВР Тетово на подрачјето на полициската станица Тетово извршиле акциска контрола во угостителски објекти за точење алкохол на малолетници и присуство на малолетници после полноќ. При контролата во угостителски објект на улица Борис Кидрич во Тетово, собственост на 27 годишник, биле затекнати 7 малолетници, од кои едниот бил послужен со алкохолен пијалак. За констатираните прекршоци ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера пак во 14 часот и 20 минути во оделението за внатрешни работи Гостивар, 47 годишник од Гостиварско Чегране, пријавил дека во 11 часот и 30 минути на работно место во продажен објект на улица Илинденска бил физички нападнат од 28 годишник од Гостивар. Се работи на расчистување на случајот. Вчера во 15 часот во Овара Гостивар, 37 годишник од Гостиварско Чегране, пријавил дека во 12 часот на работното место на улица Илинденска во Гостивар бил физички нападнат од 28 годишник од Гостивар.
Пријавеното лице околу 13 часот сам се пријавил во полициска станица и по расчистување на случајот ќе следи соодветен поднесок. Ноќеска во 2 часот и 30 минути после полноќ во Овара Гостивар, 23 годишникот Гостивар пријавил дека околу 1 часот и 10 минути во угостителски објект на улица Илинденска бил физички нападнат од едно лице од Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Детскиот хор Лале од Тетово синоќа со свечен концерт пред тетовската публика го одбележа 45 годишниот јубилеј од формирањето. Насмеаните и распеаните дечиња од детскиот хор Лале пред диригентската палка на маестро Ивица Зорич вчера вечер во концертната сала на Тетовското средно музичко училиште приредија вистинско музичко уживање за присутната публика. На концертниот репертоар беа популарни детски песни кои несомнено го подигнаа расположението на публиката, а хорот Лале уште еднаш докажа како се негува детското хорско пеење и зошто Тетово треба да се гордее со хорот кој успешно постојува цели 45 години, а чиј јубилеј беше одбележан токму со вчерашниот предновогодишен концерт на детскиот хор. Пред 45 години го формиравме хорот Лале со желба да ја продолжиме хорската традиција на градот Почара и се надевам дека успеавме. Благодарение на Бога и волјата моја и на децата кои што учленуваа и родителите, обстоивме сите овие 45 години и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме овој пат. Тоа е во интерес на традицијата на градот и на подобро идеја на нашата земја. Се надевам дека сите овие години успеавме да пласираме програма која што навистина им се допадна публиката. Радосен сум што имаме можност да нашите програми бидат прифатливи од публиката и да овие години пренесеме програма која што навистина остана во сеќавање на сите присутни. Низ изминатите 45 години во хорот поминале неколку стотици хористки. Неговото портфолио го красат голем број гостувања на хорски фестивали во земјава и во странство, со голем број освоени награди и признанија, кои се поттик и мотив хорот и понатаму да се развива и твори. Изминатава сабота голем дел од занаечиите од Тетово и Тетовско се собраа традиционално по 10-ти пат да го прослават завршувањето на годината, која и покрај економската криза ја оценуваат како поволна. Во предновогодишно расположение со музика и вкусна храна, трговците со возила вработените во сервисите за автомобили, угостителите и други занаечи од Тетово и Тетовско, изминатава сабота во еден тетовски ресторан, традиционално по 10-ти пат организираа заеднички собир за да го одбележат завршувањето на годината. Вечерва е 10-та јубилејна средба на занаечи, на сервисери на возила, на продавачи на возила, угостители и останати занаечи. Ние секоја година пред нова година ја испраќаме старата и ја дочекуваме новата година на овој начин со една убава веселба, во едно убаво расположение. Годинава што изминува на професионален план, занаечиите ја оценуваат како поволна и нагласуваат дека и покрај економската криза се задоволни од досегашната работа. Со оглед на економските услови, со оглед на случувањата во светот, војната во Украина, претходно пандемијата која што не погоди, можам да кажам дека сепак сме задоволни и се надеваме дека наредната година, следната година, 2023 година, за сите ќе биде многу поуспешна. Ваквите собири, како што велат занаечиите, меѓу другото се одлична можност и за размена на позитивни и негативни искуства од нивната работа во текот на годината што изминала.
Вестите ги завршуваме. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.